Здраво, дечки! Ова е новата епизода на RPM и денес го возиме новиот Ford Focus. Дури се уште сум надвор, би започнал со дизајнот, за кој што мора да признам, првиот пат кога го видов, кога ги видов сликите и кога читав коментари за него, си помислив што направиле од Ford, што мислеле тие што го дизајнирале. Но сега, кога го гледам во живо, тотално го променив мислењето, бидејќи тој што го ангажирал фотографот треба добро да размисли. Новиот Ford Focus изгледа многу убаво, многу модерно. Она што се карактеризира со овој нов дизајн е тоа што оваа предна маска доаѓа во три различни изvedби во зависност од кој модел го имате избрано, односно со есте верзијата доаѓа црна маска, како по-спортска, нели? Во винјалето доаѓа малку полуксузна и тука во ова титаниум верзија доаѓа малку по-класична, по-стандардна маска. Исто така, тука се новите LED светла кои што ја вртат светлината. Добро, нели, не може да се врти светлината бидејќи тоа е физички невозможно, но со помош на камерата која го следи патот и нејзиното движење, ги пренасочува фаровите и со тоа ја фрла светлината во вистинскиот агол што му е потребно на возачот, без при тоа да мора возачот да го сврти воланот за да се добие тој момент, како што е во случај со другите автомобили. Кога се движиме веќе назад, тука и новиот заден спойлер, но и новите задни светла кои естетски даваат многу поголем и поширок израз на автомобилот. Кога сме веќе кај големините на автомобилот, оваа нова генерација е за 53 мм поголема од старата генерација и тоа резултира со многу поголема кабина, особено на задниот дел. Што можете да видите сега, има и повеќе од доволно простор за нозете, за главата, но и странично ако се возите со повеќе патница. И имајте на ум дека моето предно седиште е наместено според мене, а јас сум висок некаде околу 180 см. Погледнете. Одлично, нели? Напред пак, очигледно дека се искористени многу поквалитетни и помеки материјали во однос на претходните генерации, но и општо целиот дизајн изгледа многу поубаво и многу пофункционален. Конкретно овој модел е опремен во едно од највисоките нивоа на опременост, што значи многу системи, многу опции, но тука и големиот екран, нормално поврзан со новиот Sync инфозабавен систем, кој што можеби не е најдобриот, но е многу лесен за користење и многу лесно се поврзува со вашиот мобилен телефон. Исто така, она што е многу интересно за овој модел на Focus е тоа што како стандардна опција доаѓа heads-up дисплејот, кој што е многу корисен за возачите, бидејќи се прикажуваат информации за безбедноста, брзината и навигацијата. Ако се прашувате за безбедноста, тука е системот за автоматско паркирање, што можете сега да го погледнете. Изминативе неколку дена го испробавме во различни моменти и во секој момент наистина е точен, прецизен и помага особено на оние кои што имаат потешкоти паркирање. Исто така, тука е автоматската кучница, но и асистентот, системот кој што јас така барам го нарекувам. Системот за задржување на автомобилот во сообраќајната лента. Например, ненамерно кој ќе го испуштите автомобилот од раце, кога ненамерно и ќе ви излезе автомобилот од сообраќајната лента, тој е тука да ве поправи и да ве задржи во истата сообраќајна лента. Во оние моменти, кога вие возите, ќе приметите дека Focus нуди многу комфортно возење. И сите оние дупки низ нашиот главен град и низ
цела наша држава речиси да ни ги чувствуваат. Тоа не е дека лебдите на патот, но дури и во на по-спортска есте верзија ќе осетите едно многу меко возење. Всушност, Ford толку добро го избалансирале овој модел, што покрај комфорното возење и овој момент со дупките што ви го кажувам, кога ќе дојдете до кривина, на располагање имате еден многу прецизен, многу стабилен, многу забавен автомобил. Искрено, момент од кој што германските ривали можат многу да учат. И да, тука е 1,5 литарскиот турбодизел 3-цилиндричен мотор со 120 конски сили, кој покрај одличната мощност што ја нуди многу ниска потрошувачка, која што во моментот изнесува некаде околу 6 литри. Успеавме да симнеме до 5 литри, успеавме да качиме пак до 7 литри. Мајте нели во предвид дека деновиве максимално не тестиравме оваа кола и нормално е да се крене до толку многу. Што и не е многу. Сето тоа со почетна цена од 15.000 евра, нормално во Мида Гранд Моторс, официјалниот увозник на Ford во Македонија. На крај доаѓаме до самиот заклучок. Ford направиле навистина одличен автомобил и е доказ дека не треба да преплатувате некои од германските брендови ако сакате да имате автомобил кој изгледа убаво, кој вози одлично и кој е пристапен со цена. Тогаш тука е новиот Focus. И секако, коментирајте, лајкнувајте и споделувајте и следете на сите социјални мрежи, Facebook, Instagram и нормално на YouTube. Се гледаме!